Вие школувате токму кадри кои утре треба да раководат, да управуваат со банки, со разни македонски фирми, нови фирми, стари приватизирани и слично. Дали има ли кадри? Што е важно за еден добар менаџер? Се надеваме дека валиме. Добро, ние сме задоволни, до сега имаме просек, значи 96% од дипломираните во рок од 6 месеци добиле работа во струка. Тоа значи дека сме направиле диференција во однос на другите школи, дека се препознава некој квалитет што произлегува тука. MBA програмата што имаме, значи апсолутно нема сериозна македонска компанија, значи од сите трите големи телеком оператори, најголемите банки, Алколоид, Реплек, Мак Петрол, значи сите поголеми фирми, отприлike нивните Сивус, да не ги заборам, доста од невладиниот сектор, значи ги праќаат нивните, да речеме, професионалци и junior management level ги праќаат кај нас, така да тоа отприлike полека почиња да се препознава како еден заштитен знак во делот на бизнес. Кои се правилата за еден добар? Има ли правила или мотив за еден добар менаџер? Па добро, ние се обидуваме да создадеме професионалец. Кога ќе заврши кај нас да биде добар професионалец, а потоа зависи пред се од... Потоа се обидуваме на факултет и се разбира на постдипломски да ги научиме како од професионалци да станат лидери, што е битна трансформација. Па правила веројатно нема. Битни се разбира. Прво, технички знаења, концептуални знаења, силен капацитет за комуникација и создавање на мрежа на пријатели и се разбира персоналните особини, емоционална интелигенција, стабилност, посветност на работата и на крај на сето тоа многу работа за да се дојде до вистинската приказна. Може ли да ве прашам какво образование имаме? Еве, има голема конкуренција сега во нашиот образовен систем. Ако се вели дека на приватните универзитети плати ќе си дојдеш до дипломата, тоа не ве ни прашувам дали е така или не, знам дека обратно ќе кажете, но пак исто така и во државните универзитети се вели ако знаеш кому да платиш и колку да платиш, брзо ќе дојдеш до диплома. Дали тоа се уште стои као... Се вори, не? Добро, за другите не би говорил, не знам што да кажем, веројатно има и тука и таму по некои негативни искуства. Што можем да кажем дека е нашата филозофија, значи од почетокот пред 5 години, кога имавме многу мал број на студенти, се разбира, пошто бевме во почеток, ние инсистираме на една политика, тоа дека кај нас се плаќа определен надомест за услугата која што се пружи, услугата е квалитетно образование, а не добивање. Каде ги наоѓате вашите професори? Како ги мотивирате да дојдат да предаваат во Македонија? Па добро, тоа ни е втора компетитивна предност, да речеме најголемиот дел од нив се професионалци истакнати во својата струка кои што во меѓувреме се стекнале со научни титули. Зборам за професор Томен Еновски кој што беше истакнат во банкарството, професор Евгенија Зографски кој што беше долго време директор на берзата, еве са ни се приклучи Стево Пендаровски како доцент, што претходно беше во кабинетот на претходниот и на исто така претходниот председател. Значи збориме во најголем дел на професионалци во своите области кои што се стекнале со титули и некаде околу 35% се значи од студентите држави. Имаме една дисперзија нели на високото, на државното високо образование. Дали стануваме мегаломани ние за се имаме еве многу телевизии, многу весници, многу приватни универзитети? Многу, а малку. Така? Па добро, целиот концепт на Болонската декларација е малку омасовување на нивото на образование. И тука искрено да морам целосно да се согласам со политиката на владата дека во Македонија треба да се подигне, пошто ако видите структурата на невработеноста, сега не ги знам точно процентите, меѓутоа мислам дека преку 2/3 немаат дури ни во основно училиште. Значи тоа е работна сила што не е за квалификуване за 21 век. Болонската цела декларација, цел тој концепт де факто се базира на потребата на многу богатите земји, пред се зборам за скандинавските земји, кои што едноставно немаат доволен број на луѓе што одат до универзитети, од причина што и со средно училиште може да се живеат многу комотно и не ги... Дури и овие социјалдемократски модели што не ги развиваа, па плаќаат многу доколку сте невработени и така да, дури сте невработени и си живеете многу убаво и онда зашто да учите. Така да целиот концепт е базиран на тие така наречени 3+2 години и се разбира мобилност и некаков еднаква верификација на програмите, бидејќи се смета дека повеќе луѓе ќе бидат заинтересирани да завршат некако 3-годишно образование, со кое што може да бидат секторски раководители, погонски инженери и така натаму, а некои 20-30% од нив ќе продолжат да ги завршат 5-годишно образование, па ќе бидат суди, директори на банки, генерални менеджери во фирми и така натаму.
И тој е отприлика концептот на Болонја, на секој 150 до 250 илјади луѓе да има по еден мал универзитет за овие така наречени liberal arts and sciences, значи општествени науки, па на секој милион да има помалку додаток со технички науки, па над 2-2,5 милиони да се додадат медицински науки, значи се враќаме на прашањето од причина, па некаде на 5 до 10 милиони да има по едно што е веќе за пософистицирани работи, како што се не знам, молекуларна биологија, генетика, атомска физика и така натаму. Така да од тој аспект мислам дека одиме во почнавме во вистински правец, сега колку тоа како ќе профункционира, колку тоа ќе произведе квалитет, а не само квантитет, тоа ќе видиме. Мислам, ќе покаже блиската иднина, тоа е таа. Денове во Скопје се представија француско-македонските масони. Дали се тоа луѓе кои раководат со светот оценка? Веројатно не, иначе ако некој раководеше генерално со светот, веројатно ќе беше поуредено место за живење. Моите информации се дека генерално масонеријата е добротворна организација со некаква историја.